Контрапродуктивни активности и политики промовира во последно време Сдруженијето на новинари на Македонија, излекувајќи со заложби и ставови околу финансирањето на медиумите, посебно електронските. Последиците од неговото действување веќе на големо се чувствуваат во голем број локални и регионални средини, кои остануваат без соодветни медиуми и информирање. Такви се Берово, Делчево, Виница, Крива Паланка, Гевгелија. Плашејќи се власта да не ги подкупи медиумите со директно финансирање на владени, општински и од јавниот сектор кампањи, Сдруженијето уште во старт ги блокира сите иницијативи како на ресорните министерства и институции, така и на Сдруженијето на локални и регионални телевизии и медија, Медиум Објектив. При тоа оправдувањето е дека големи средства ќе завршеле кај 5 национални телевизии. Нелогично, бидејќи во државата функционираат закони и институции што ги спроведуваат. Абсурдноста на ваквите реакции на новинарското здружение, синдикат, совет за етика и другите е што состојбата на терен не им дава кредибилитет ниту права да одлучуваат за финансирањето, а преку него и за судбината на локалните и регионалните медиуми, во чие име и за чии интереси се бори, например, ЗНМ, ако јавноста на истокот знае дека на чело на регионалното здружение со години наназад седи лице вработено во Универзитетот Гоце Делчев Штип, што е буџетска институција. Тоа значи, ако човек не живее од новинарската плата, не може да ги штити интересите на новинарите. Друга работа е што негова десна рака е пензиониран новинар, кој е советник во Советот на општина Штип и фронтмен на регионалното здружение. Веројатно најбитен од сите е фактот дека во источниот дел од државата, како што снемува медиуми, снемува и членови на здруженијето. За синдикалните организации не може ниту да стане збор. Тогаш, за кого и за што се борат челниците на ЗНМ и ССНМ?